Ситуацијата со овчите сипаници е излезена од контрола. Досега се еутанизирани 2700 овци, велат од Сојузот на одгледувачи на овци. Ситуацијата е алармантна. Секој ден има случаи и се иде на лошо. Ако државата не зема посериозни мерки или да организација побрзо да се организират, ја рачунам, ако споредиме со соседните држави, слободно може да речеме за 2-3 недели у Македонија ќе нема овци, како се прошири болестата сега. Што да се превземе во овој случај? Потхитно вакцинација, тоа и баравме како Сојуз, гледаме секој сточар не се јавуваат нас, што правиме, сите се у паника. Жал ми е за неколку стада што ни отидоа и неколку фамилии остана без работа. По вчерашната средба со директорот на Агенцијата за храна и ветерина Оливер Миланов, сточарите со апел. Би сакал да апелирам да се ангажират што побрзо и со цените на обештетувањето да ги направат, да има ново решение и да има покачување од тоа и што побрзо да им се наплаќат тие овци, пошто навистина знаеме, сме имале случаи со бруцелозата, по 2 години не ги земат тие обештетувања. И како второ, мислиме дека не е крив ЈАХВ, не можат тие сами да направат ништо, ова треба да се дигне по високо ниво, ако сакаме да имаме овци. Кои беа барањата на вчерашната средба? Ние баравме за што побрзо да се најде решение за вакцинацијата. После веќе сточарите почна и да најдат вакцини, но никој не знае колку е ефикасно и колку е понатамо заштитено или не знам како. По средбата со сточарите од АХВ соопштија: Агенцијата за храна и ветеринарство останува целосно посветена на заштитата на здравјето на животните и зачувување на сточниот фонд. Постапува веднаш по добивањето лабораториска потврда за присуство на болеста, во согласно со законските надлежности, националните протоколи и меѓународните стандарди за контрола и сузбивање на заразните болести кај животните. Велат од АХВ. Новата ситуација директно ќе го намали производството на млеко, што според џемеили значи повисока цена, но и длабока загриженост за екзистенцијата на 30-те здруженија на сточари, 2600 одгледувачи на овци и еднината на 250.000 овци, колку во моментов располага Македонија. По случајот со неисправната вода за пиење во Гостивар продолжуваат политичките обвинувања меѓу власти и опозицијата. Од ВМРО ДПМН обвинија дека СДС, ДУИ и Арбен Таравари го штитат градоначалникот Валбон Лимани и избегнуваат одговорност, додека од СДСМ Гостивар побараа политичка и кривична одговорност за сите надлежни од локално до централно ниво. Центрите за јавното здравје се раководени од исти кадри, избрани од иста гарнитура со вмешани прсти на ВМРО. Додека граѓаните на Гостивар пиеле со денови отровна вода, Центарот за јавно здравје ја прогласи водата за исправна, а пред тоа 5 дена молчеа. По 200 луѓе се пријавувале во болницата во Гостивар и никој од здравствените власти не презел ништо. Сега го прачаат министерот за полиција да ни кажува процеси за хлорирање вода, министерот за здравство да ги напаѓа лекарите што проговореа за вистината во Гостивар. Да ни кажуваат на нас гостиварци дека секој е виновен, освен ВМРО ОКГ, Мицкоски и Тендер коалицијата. СДС и Филипче мислат само како да стигнат до политички поен плюс. Но треба да им е јасно дека тоа не се прави со лаги и немање свест за своите грешки. Сега во контекст на гостиварскиот скандал повторно кажуваат само лаги, како онаа последната дека во Велешкото село Сливник водата е неисправна. И замислете, презентираат стари извештаи. Добронамерно ги советуваме да се освестат и да прекинат да шират лаги и паника и да се погледнат себе си. Зошто? Затоа што тие се локална власт во Гостивар. Власт се СДС, ДУИ и Арбен Таравари во Гостивар. Ако им се важни граѓаните, како што знаат да повторуваат секојдневно, нека го повикаат градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани, кој е нивен кадар, да одговара и да поднесе оставка.
На речиси 2000 локации лани крадците сечели и во нелегална продажба однеле речиси 17.000 метри кубни дрва ширум државата. Големиот криминал вреден милиони ја испишува можеби најцрната година за македонските шуми. Имаме очигледно намалување на дрвократството. Зборам за конкретни поднесени пријави за познати и непознати сторители на кривично дело, попачење, крадење на шума и така натаму. А ова 26-та, бројките кои што ги имам до овој момент, значи при крај сме нели вториот квартал да помине, имаме уште поголемо намалување, што значи во огромна мерка е намалена таа бројка на оние кои што се дрзнуваат да крадат во шумата. Најголем слободен простор овој вид на криминал нашол околу Штип, Струмица, Берово и Западна Македонија. Не е ретка и појавата каде што наши структури кои што работат во шума, би рекол тендераши, прават одредени злоупотреби и би рекол нели или народски кажано крадат. Така да би рекол дека покрај Струмичко-Радовишкиот па и Штипскиот регион на Плачковица, Струмица имавме таква појава една зголемена на Огражден, Беровско знаете дека имаше една приказна таква, Велес исто така, значи генерално секаде во Македонија, вклучително и западот, некаде Кичевско, Струга, имаме нели по зголемена појава на дрвократство. Шумската полиција за една година драстично ја промени состојбата на теренот, а статистиката сега вели дека кражбите се намалени за 4 пати. Контролите се 24 часа на ден, шумите се надгледуваат со дронови, а засилени контроли врши и полицијата. Интензитетот на контроли не само од шумската полиција, туку и од нашите шумочуварски служби во периодов е големена, затоа што имаме период во кој што имаме забрането нели движење во шума за лица кои што немаат извадена соодветна дозвола за тоа и токму поради тоа нашите контроли се зголемени и почести, да кажеме. И не само тоа, значи туку и наблюдувањето на да би рекол терените со дронови и камери е зголемено. Каква е состојбата во овој момент со нелегалната сеча во Малешевијата, Плачковица и реонот помеѓу Берово и Струмица? Морам да бидам искрен дека после неколку поголеми акции кои што ги изведе Министерството за внатрешни работи во соработка со другите институции и кои што нели имаат некои конкретни заклучоци веќе, кои што имаат конкретни пријави, состојбата во регионите во кои што ги поменавте е значително подобрена и окуларно видливо е дека е намалено тоа дрвократство, иако поскорно ќе кажам не дека целосно го нема, го има, меѓутоа не во тој обем во кој што го имаше во минатото. Намалувањето на кражбите значи и помала финансиска штета. Ако лани достигнала 21, во првиот дел од оваа година, таа е намалена и е нешто над 15 милиони денари. Грција се соочува со најинтензивна активност на западно-нилскиот вирус во регионот Атика оваа година, соопштија здравствените власти. Според Националната организација за јавно здравје на Грција, од почетокот на летото досега во земјата се регистрирани 21 случаи на инфекција, од кои 19 се во Атика, а 2 во регионот Тесалија. До вторник 13 пациенти биле хоспитализирани, а тројца од нив се наоѓале на одели за интензивна нега. Здравствените власти како подрачја со висок ризик ги означија и други општини, меѓу кои Маруси и Рафина. Случаите на западно-нилскиот вирус во регионот Атика биле ретки пред 2024, но бројот на инфекции значително се зголемил во последниот период. За српските компании, американскиот пазар преку ноќ станува значително подостапен. Царинската стапка, која што според српските власти од минатиот август изнесувала 35%, привремено се намалува на 0%, додека Белград и Вашингтон ги продолжуваат трговските преговори. Српскиот претседател Александар Вучич изјави за РТС дека царините за стоката од Србија ќе останат на нула уште некое време, а по завршувањето на разговорите очекува конечна стапка да биде меѓу 10 и 12%. Одлуката според него е особено важна за српските производители што извезуваат во САД, но и за странските компании што размислуваат да отворат фабрики во Србија и оттаму да го снабдуваат американскиот пазар.
40 лица се повредени откако патнички автобус се превртал на автопатот Киракале Самсун во Турција, откако возачот изгубил контрола над возилото. Несреќата се случила во близина на селбата Кимески, а во автобусот во моментот на несреќата се наоѓале вкупно 42 лица, меѓу кои тројца вработени во транспортната компанија. Повредените патници биле извлечени од автобусот, згрижени на местото на несреќата и пренесени во повеќе болници во Киракале. Според првичните информации, ниту едно од повредените лица не е во животна опасност. Покрај маркетите, важна улога во формирањето на крајната цена на храната и пијалаците имаат и дистрибутерите. Тие се алката меѓу увозот, производителите, магацините и полиците во продавниците. А токму кај дел од нив во 2025 година се гледаат милионски добивки. Според податоци од Централниот регистар, 10 најпрофитабилни дистрибутери од оваа група лани заедно оствариле добивка од 23,63 милиони евра. Овие суми во некоја рака коинцидираат со профитот што го остваруваат малопродажните синџери, но со многу повеќе труд, ризик и поголем обрат на средства, објаснуваат од нивната фела. На врвот од сите Атлантик од Скопје со добивка од 3.769.056 евра. Втора е Адриус од село Глумово Сарај со добивка од 3.502.103 евра. Компанијата е насочена кон трговија на големо со храна, пијалоци и тутун. Во јавните профили се поврзува со замрзнато месо, банани и други прехранбени производи. Трета е Алма М од Скопје, Бутел, со добивка од 3.078.110 евра. Четврта е Колит С Тим од Колешино, Ново село, со добивка од 2.743.782 евра. Ова е една од најсилните дистрибутивни компании за стока со широка потрошувачка. Пета е Чеза Комерц од Скопје со добивка од 2.302.872 евра. Компанијата е најпрепознатлива преку собствените брендови Кибела и Нутини. Шеста е Апетит Груп од Скопје со добивка од 2.2.763 евра. Седма е Кола од Скопје со добивка од 1.937.525 евра. Осма е Подрвка од Петровец со добивка од 1.472.397 евра. Девета е Нестле Адриатик Македонија од Скопје со добивка од 1.431.062 евра. И десета е Оаза Екстра Скопско од Штип со добивка од 1.391.175 евра. Оваа листа покажува дека дел од најголемиот профит во синџирот на храна и пијалоци се создава кај дистрибутерите. Тие ја контролираат важната врска меѓу увозот, производителите, складирањето, транспортот и маркетите. Затоа, кога се анализираат цените што ги плаќаат граѓаните, мора да се гледа целиот пат на производот до полицата. Изградбата на граничниот премин Клепало, кој ќе ги поврзе Берово и бугарската општина Струмјани, се одвива според планираната динамика и треба да биде завршена до 2029 година. Проектот, вреден околу 11 милиони евра и кофинансиран од Европската Унија, предвидува 24-часовен граничен премин за патнички возила и товарни возила до 3,5 тони. Отварањето на Клепало се очекува значително да ја подобри поврзаноста на Малешевијата со соседна Бугарија, да го поттикне туризмот, локалната економија и прекуграничната трговија, како и да овозможи побрз пристап до нови пазари за земјоделците и малите бизниси. Проектот се смета за една од најзначајните инфраструктурни инвестиции за регионот, но неговиот успех ќе зависи и од изградбата на пристапната патна мрежа и ефикасното функционирање на граничните служби. Општините Виница и Делчево упатуваат апел до сите граѓани кои имаат поднесено барање за легализација на бесправно изградени објекти, а чии постапки се во прекин, навремено да ја комплетираат потребната документација и да го завршат процесот. Иако законскиот рок за постапување по барањата е продолжен за уште 5 години, надлежните служби ги повикуваат граѓаните да не го одложуваат решавањето на своите предмети и да се обратат во општините за проверка на статусот и насоки за потребните дополнувања. Од општините посочуваат дека успешното завршување на процесот на легализација е од големо значење за идниот развој на општините, бидејќи правниот статус и запишувањето на имотите во катастар овозможуваат полесно планирање и реализација на инфраструктурни проекти, изградба на улици, водоводни и канализацијски системи и друга јавна инфраструктура.
Синоќ од 21 часот до 3 часот по полнок, полициски службеници од Одсекот за превенција и полициска станица Штип при СВР Штип реализираа соседска граѓанска патрола, која во рамки на превентивните активности насочени кон безбедноста на младите и одржување на јавниот ред и мир. Активност беше спроведена заедно со представници од Советот на општина Штип и Центарот за социјални работи Штип, во рамки на која беа посетени места каде има зголемено присуство на малолетни лица, како паркови, игралишта и слично. На малолетниците им беше укажано на потребата од совесно и одговорно однесување и почитување на јавниот ред и мир, а особено внимание беше посветено на превенција од меѓуврсничко насилство, вандализам и несаканите последици од употреба на алкохол и психотропни супстанции. Изјави командирот на оделението за превенција Владко Гигов. Овие активности имаат за цел да се зголеми безбедноста на младите и да се избегнат ризиците и опасностите преку зајакнување на меѓуинституционалната борба и соработката со локалната заедница. Кога две пензионерки ќе решат сами да импровизираат, резултатот знае да биде вистинска авантура. За среќа овој пат се поминало без повредени. Старите треба да ги гледаме како деца. Понекогаш навистина е тешко да им противречиш. Утре не очекува сончево време со температури до 33 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 17 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 21%. Температурите по градови се следните: Штип 33 степени, Карвинци 32, Пробишти 30, Чешиново, Блешево и Кочани со по 32 степени. Виница 31 степен. Температурата во Македонска Каменица и Делчево до 30 степен, во Пехчево 26, а во Берово максимални 27 степени. Според православниот календар, утре е собор на Свети Архангел Гаврил. Католиците си спомнуваат на Јоаким и Јана.